По црн пат долг повеќе километри, некаде на 1500 метри надморска висина на падините на Осоговските планини, живеат последните старци во малото аџиите во селото Саса. Сите трошни куќи овде се празни, освен една, која ја крепи бремето што легнало врз нејаките плеќи на двајцата сопружници кои ја живеат 9-та деценија од животот. Имам табру, имам простата, белиот ропе, заразен. А бабата од што е болна? Од не знам, од селишто. Собрала си на неја, од теченина зете и не може. Ефтиме главата на куќата и со своите 88 години се грижи за болната сопруга 83 годишната царка, старица која е психички болна и неспособна да се движи, но диагнозата од матичниот лекар за старечка деменција, артериосклероза и болест на зглобовите не е доволна за лекарите од комисијата да и дадат средства за нега на болест. Па ќе се лутам како не. Требало би придружник и мога. Јас не сум способен. Целиот товар за грижата на двајцата старци останува на синот, кој не е женет, не е на работа, а не може ни да работи земјоделие поради тоа што мора да биде со старите. Ја ги тоа чувам тоа, јас тоа, трошавам там, ја леп меса, се. Керката им живее во селото Саса, докаде има 3 километри црн пат, а 2 километри асфалтиран. Секојдневната грижа за родителите за неа е невозможна мисија. Ама не мога ја да доода, јас имам обавеза, не мога да доода да чува. Така некоја баратичка да им се даде до Патле, некаде у Каменица, некаде друго. А тука нема никој да се нафане, нема никој, нема кој. Ги оставивме старците сами скриени во малата собичка од куќата со нивната мака и старото куче како нивни чувар, но и со надеж дека некој ќе ја слушне тажната приказна за последните старци во руралните предели на Каменица.